Македонската економија во моментов нема да може да издржи ново покачување на минималната плата или пак доколку се случи тоа, покачувањето би било минимално. Ова го покажала студијата на Finance Think, според која покачувањето на платата мора да оди сразмерно со зголемувањето на економскиот раст, а не со законски мерки на владата. Во спротивно би дошло до затворање на работните места. Исто така, било евидентирано дека покачувањето на минималната плата донесло и кршење на работничките права. Работниците им било побарано да вратат дел од платата во кеш, каде што не им биле платени согласно законот, деновите од одмор или прекувремените работни часови и така натаму, што е тесно поврзано со инспекцијскиот надзор во овој дел, од што произлезе препораката дека ваквиот пораст на минималната плата мора да биде проследен со јакнење на инспекцијските служби, инспекторатот за труд, со цел таа да се спроведува онака како што е напишана на хартија. Од Сојузот на синдикати на Македонија велат дека кај нив досега никој лично не им се обратил дека работничките права се кршеле на ваков начин. Она што ние го имаме како барем Сојуз на синдикати на Македонија, во оние фирми каде што имаме наши членови, каде што имаме синдикални организации, ова се исплаќа. Слушаме, значи, од секаде дека не се исплаќа, па дека некои враќаат пари, па и така натака. Меѓутоа, тоа не можам да го потврдам и ние оставаме тоа да го работат инспекторите на трудот, да го проверуваат дали е тоа точно. Кај нас ние имаме правна служба. Се обраќаат работници за проблеми, меѓутоа за ваков проблем до сега никој не ни се обратил. Исто така со минималната плата не била регулирана 1/3 од работната сила во Македонија, која што спаѓа во неформалниот сектор. Се правеле напори да се намали овој огромен дел од сивата економија. Законот за минимална плата, односно покачувањето на минималецот, кој што континуирано се одвива од 2012 до денес, секако дека од друга страна предизвикува па и трошоци за работодавачите. Тука со последните измени во законот интервенира владата, давајќи одредени олеснувања на компаниите пред се на оние кои што работат со загуби, за да им овозможат оние работници кои што примаат плата под минималецот да го достигнат тоа минимално ниво кој што сега изнесува околу 12.000 денари. Секако дека ваквите мерки, значи во насока на помош на компаниите, посебно на оние компании кои што не остваруваат високи профити или изработат во загуба, секако дека е неопходен за да може да се обезбеди таа минимална плата на вработените. Предизвиците околу минималната плата денеска беа презентирани пред прилепските стопанственици.